лекција која што ја научивте со раѓањето на Луција? Научив многу работи и мислам дека постојано учам. Знаете, јас придавам меѓународни преговори и работам со метатекст. Не тоа што се кажува, туку што е позадината. А тука имавме една ситуација во која што јас не знаев Луција дали воопшто ќе прозбори. И прашањето дали ќе можеме да комуницираме, за мене беше огромна некоја тежина, заради тоа што работам на таа тема и се обидувам да им помогнам на луѓето да имаат ефикасна и ефективна комуникација. И сега ако се прашувате дали со сопственото дете ќе можам да зборувам, тоа е еден друг слој на тежина. Значи, најголемата лекција што ја научив е дека со секого можете да комуницирате и дека е многу важно да научите да чуете од другата страна кои се потребите. Јас учам од Луција секој ден за тоа што нејзе и треба. Кога некогаш ќе изгубам трпение и со неа, и со сестра и Леона, знам дека не е нивна грешка, туку дека јас не сум успеала да добиам доволно информација како родител да помогнам, бидејќи ние како родители треба да бидеме помош, сервис на нашите деца за тие да прераснат во зрели личности. И мислам дека не само заради тоа што ја имам Луција како родител, мислам дека многу лекции се исправени постојано и секојдневно пред сите нас. Меѓутоа, благодарна сум многу што ние сме во ситуација да истражуваме и да бидеме дел од други државни системи и во Америка, и во Чешка, живееме секаде, и што имам пристап до повеќе перспективи, до повеќе луѓе, до повеќе родители и би искрено се надевам дека Македонија со оваа замисла дека некогаш ќе стасаме во Европската унија, дека ќе почне многу сериозно да се занимава со овие теми кои што во цивилизираниот свет веќе се далеку отидени, а ние како дел од таа потреба да влеземе во Унијата ќе мора да го унапредиме и законодавството, и услугите, и дека сите ќе работат заедно за да се сменат условите, бидејќи во моментов немаме ни представа колку не знаеме. Госпоѓа Ида, дали низ животот и растењето на Луција можеби на моменти се соочивте со некаква идентична приказна како оваа на малата Ембла од Гостивар и нејзините родители? Како се носевте со таквите реакции? Многу се плашев дека тоа ќе биде случај, бидејќи првата ќерка беше пресладко бебе кое што другите во рестораните обично го зима, може да си поиграме со вашево бебе. И се плашев дека од една страна ќе имам пресладко бебе, а од друга страна бебе кој никој нема сака да го допре, да позборува со нејзе. Морам да ви признам дека ние имавме сосем поразлично искуство до сега и дека и ден денес ни се случува кога шетаме, леле, ви колку е сладка. Значи не беше тоа нешто што очекував, дека луѓе по улица ќе застануваат да кажат колку е сладка. А навистина е сладка. Мислев дека ќе се трга, дека ќе има, барем тие што не ја познаваат, нели? Значи, не сме наишле на ситуација во која што Луција била дискриминирана. Можеби еден дел од тоа е заради тоа што имало само цензура. Иако Луција сака да оди на балет, јас знам дека за да оди на балет мора да оди во приватно училиште. Ние не сме во ситуација некој од нас да мораше да се откаже од кариерата за да бидеме со Луција. Меѓутоа, тоа е случај. Вие имате во Македонија случаи во кои што родителите ги оставаат децата, зашто имаат Даунов синдром. Има случаи во кои што мажот ја оставил жената бидејќи она му го донела ова зло, па таа жена треба да се снајде како самохрана мајка и да оди на работа и да си го чува детето. Имавме ситуации родители кои што не знаеле зошто им се случило тоа и го поминале целиот свој живот верувајќи дека направиле нешто грешно во бременоста. Значи немаме генетски консултанти кои што ќе разговараат со семејствата и ќе ги окуражат, ќе им кажат дека е тоа сосем природно и се случува секому. Значи вие може да бидете амбасадор, како што беше Чарлс Герет, нели британскиот амбасадор кој што имаше ќерка со Даунов синдром. Може да бидете неврохирург и да имате дете со Даунов синдром. Значи, секому се случува и не е некоја грешка, кој знае каква, зашто нешто некој од таму горе ви враќа.
Едноставно треба да имате поддршка и да има и психолози, и социјални работници кои што ќе им помогнат на семејствата да го пребродат барем тој почетен период, за да може да бидат вистинска подлога и вистинска поддршка за детето кое што има потреба од сите тие сервиси. Пред разговорот ми споменавте дека имате неколку клучни предлози за зголемување на инклузијата во земјава кога станува збор за лицата со Даунов синдром. Дали како поединец, како родител или како председател на Центарот за Даунов синдром сте ги приложиле и кажале негде овие предлози? Имаат ли институциите во земјава слух за потребите? За жал не. Ми се чини дека слух немаат и дека повеќе се инсистира на тоа каква политичка провиниенција сте, дали со овие или со тие ќе разговарате. Мене сето тоа на почеток многу ми причаше заради тоа што нели јас доаѓам од полето на политички науки и една министерка дури се дрзна да ми рече, ама вие сите невладини организации што постоите треба да соработувате заедно. Викам, се сложувам, да, и вие политичките партии треба да соработувате заедно, ама вие не соработувате и често на наша штета, но за да соработуваат сите здруженија, сите родители, климата и условите мора да ги створи државата. Значи, ако државата си ги партизира невладините организации и ги поддржува само овие оти се нивни, а овие се не нивни, тогаш нормално е дека тие нема да имаат убав однос и да соработуваат. Јас пак ќе повторам и ќе кажам. Значи, многу и го отворив центарот заради искуствата што ги имавме од Америка, кои што сакав да ги пренесам на семејствата тука. И овие списанија се дел од таа желба да се пренесат тие приказни, родителите да прочитаат какви им се правата, какви терапии, што им е на располагање, како помага пливањето, например, што се случува со уво, нос и грло, има одредени компликации кои што се типични за Дауновиот синдром. Имавме лекари кои што пишува. Значи, многу предлози се содржани во овие списанија кои што ги имавме. Меѓутоа, за жал, немаше никаков интерес од институциите да речат, еве, ова е нешто што треба нашите социјални работници да го знаат, да го прочитаат, па да организираме семинари, па ајде кажете од вашите искуства. Значи, таа спрега, тој диалог апсолутно не постои. Мислам дека подитно треба да се направи сериозна анализа и на законодавството и да се идентификуваат луѓето и семејствата, а државата може да направи многу. Ако сака да им помогне, значи ако ги имаат тие информации, ќе речат, овде имаме случај каде што детето има сериозна потреба од сервиси, да им помогнеме барем на родителите да имаат пола работно време, да им е тоа дозволено, да им помогнеме да имаат поедноставен пристап до логопед. Има начини како може да се помогне, меѓутоа сето тоа може да се оствари само ако има постојана комуникација и некоја институција која што ќе ги разгледува потребите на лицата со пречки во развој од различни аспекти: здравство, социјална заштита, политички системи ќе гласаат, како ќе гласаат. Сето тоа не треба да го прави ОПСЕ. Тоа треба да го прават нашите институции. Така што има потреба од едно централно место кое што ќе биде сервис и ќе работи за овие семејства и за овие лица, да им го поедностави животот, кое што ќе биде, нели, one stop shop, за да може и родителите да знаат каде да се обратат. Отровни боцки. Знаете ли што треба да направиме? Ајде. Карна, Искра, ај организирате све позади да почнеме организираме. Го споменавме случајот со малата Имбла. Хелсиншкиот комитет деновиве реагираше на изјавата на гостиварскиот градоначалник Таравари, во која тој вели како институција ќе побараме уште еднаш да се направи категоризација за Имбла, пошто ќе се донесе конечен заклучок со препорека дали таа ќе следи настава преку инклузија или во паралелка за деца со посебни потреби. Вие сте родител на дете со Даунов синдром. Секое дете со попреченост поминува процес на проценка на неговата функционалност пред да биде вклучено во образовниот процес.
Дали овој случај ќе добие некакво решение или ќе биде еден од многуте заглавени во институционалните ходници? Во нашиот систем ми се чини дека постои судир меѓу два различни модели. Едниот е стариот модел кој што произлегува од, да речам, југословенското време, законодавство кое што се темелеше на сосем поинаков на поинаква социјална структура. Во тој период, значи социјалното згрижување на лицата со Даунов синдром, барем понајас што го дознавам, било да се категоризираат во три категории, мислам, од она што го знам од искуството на родителите: лесна, умерена и тешка попреченост, и тоа кај нас сега се прави во Заводот за ментална рехабилитација или здравје, СИМПО, и секоја година семејствата треба да си ги однесат своите деца за да добијат наот и мислење. Тој наот и мислење е документот кој што ви е потребен и неопходен за сите права кои што понатаму ќе ги остварите во државава. И тоа е во ред. И јас мислам дека треба да има консултативни процеси, семејствата да видат стручни лица и така натаму. Меѓутоа, овие деца имаат Даунов синдром. Значи, од самото раѓање имаат еден хромозом повеќе. Таа диагноза нема да се смени и нивните права треба да произлегуваат од фактот дека имаат Даунов синдром. Кај другите попречености е сосем поразлично и можеби има потреба од ваков процес. Паралелно, во последниве години се развива и еден друг систем на категоризација или квалификација, да речам, а тој е меѓународната класификација на функционалност, што е сосем спротивен и различен, заради тоа што таму не се мери попреченоста, туку се мери колку овие лица се функционални и како да им се помогне да станат пофункционални. Сега ние имаме систем во кој што родителите мора да ги прават и двете класификации, бидејќи за образование ви треба МКФ, а за сите други права ви требало наводно наот и мислење. Апсолутно непотребно, посебно во период на пандемија, ние ги шетаме родителите по сите овие институции. Јас сега ги поминував овие работи за прв пат, заради тоа што чув од многу родители дека процесот станува наместо полесен, во секој момент се потежок. Значи, ако сакате да си го остварите правото на паркинг, да речеме, каде што нели е обележано место за лица со попреченост, кој ќе ви ја издаде таа дозвола? Се обраќате на паркинзи, се обраќате на општината, на министерството, кому треба да се обратите? Родителите немаат информации и затоа им викаат: почнете ви од наот и мислење, па во тој наот треба да стои дека одредени права ви се загарантирани. Но тоа е во законот, тоа не треба да биде регулирано со едно документче. Госпоѓа Ида, вие сте авторка на книгата насловена Девојчето на Ридот. Во една прилика велите дека сте инспирацијата ја црпите од раѓањето на Луција и дека со нејзиното раѓање всушност влегувате во еден малку непознат свет. Како се подготвивте за улогата на мајка на Луција? Па прво се подготвив за улогата мајка со тоа што ја добив Леона, која што е 2 години постара од Луција. Меѓутоа, доаѓањето на Луција значеше барање на поинакви начини за да и се помогне на Луција да ја постигне нејзината функционалност, да ги стекне оние животни вештини. Големите прашања во првиот период, и тоа е најтешкиот период за секоја мајка и за секое семејство, беа дали ќе може да прави одредени работи. Прво, дали здравјето ќе и дозволи. Нели? Дали ќе треба да поминува голем дел во болници, дали затоа што кај нас уште се вели дека Дауновиот синдром е болест. Еве, со сите да кажам, Дауновиот синдром не е болест. Луција не е болна, туку има хромозомопатија, што е, нели, состојба, не е болест. За жал, имав и медицински кадар кој што не знаеше што е разликата меѓу овие две работи, па дури една директорка на завод ме прашуваше ако се бањаат децата со Даунов синдром, дали другите пациенти ќе им се разболат. Значи, зборуваме за едно многу ниско ниво, апсолутна незапознаетост со состојбата. Значи, тоа е... И сега, во такви услови, јас имав среќа дека нашето семејство е и американско. Среќавав многу луѓе и надвор во светот, одевме на многу големи конференции каде што фантастични истражувачи носат постојано нови
работи, како да се прави таа инклузија. Значи, јас носев книги од Америка кои што ми ги даваа луѓето, еве повели преведувајте ги, давајте ги на другите луѓе. И затоа сакавме да отвориме центар, меѓутоа нашето министерство не смогна сила. Еве колку години постоиме и дававме и барања, и предлози, и не добивме простор каде што би можеле со родителите да се сретнеме, каде што би можеле да организираме логопедски вежби, да ги донесеме тие искуства од надвор. И мислам дека со пандемијата веќе се разводени, а сите работи живееме во некои домашни пештери и се помалку се гледаме, така што се надевам дека кога ќе помине сето ова, дека ќе може да се вратат тие иницијативи и да се направи нешто повеќе. Госпоѓа Ида, ви благодарам за вечерашниот разговор и за можноста да ја запознаеме Луција. Ви благодарам на поканата и жал ми е што Луција не ви кажа ништо заради тоа што беше зафатена со сликовницата што ја подаривте. Меѓутоа, многу сум среќна и сум ви благодарна дека не поканивте двете, бидејќи мислам дека нашата јавност треба се почесто да ги гледа лицата со Даунов синдром во нивното нормално социјално обкружување и мислам дека медиумите ќе поработат повеќе на тоа да прикажат како тие се вклопуваат во нашето општество и кои се начините да не бидат терет на општеството, туку напротив, како да ги искористиме нивните различни abilities или можности што ги имаат, за да им пружиме еден сосем поинаков живот во кој што нема да се чувствуваат различни.